Ден по изборот за претседател на Социјалдемократскиот сојуз Венко Филипче во Бриса. Оттаму повик за уставни измени и негова целосна подготвеност да ја презеде одговорноста, дури и по цена за негова политичка кариера. И по овој рискантен потек тој покажува дека го следи патот на Зоран Заев во услови кога се во прашање приоритетите за евроатлантска интеграција. Во овој издание на Тринг соговорник е Александар Димитриевич, генерален секретар на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Добре дојдовте во емисијата. Ви благодарам на поканата. На почеток, знаете ли колку тежи влогот на Венко Филипче со оваа предлог, идеја, понуда, уставни измени веднаш со подготвеност да ја презеде с цела одговорност на себе? Апсолутно, ставот на Социјалдемократскиот сојуз и на Венко Филипче секогаш бил одговорен, така и во овој случај. Значи, нашиот став и околу уставните измени во целиот период е константен и тука немаме дилема дека местото на Македонија е во европското семејство и за тоа мора сериозно да се работи. Гледаме од другата страна сериозно закочување на процесот и поради тоа како одговорни државотворна партија сметаме дека треба да дадеме одреден предлог за целиот тој процес да се откочи. ВМРО-ДПМН дојде на власт со сериозни ветувања околу тој процес. Добро паметиме дека освоја сериозен број на гласови со реториката дека ќе подобрат преговарачката рамка, дека ќе обезбедат подобри услови и дека тој процес ќе се движи забрзано на Македонија кон Европската унија, но веќе речиси една година после нивното владење гледаме дека нема никаков резултат во тој правец. Не само што нема резултат, туку гледаме дека една безидејност во рамки на решавање на процесите кои што треба да доведат Македонија да дојде и да биде дел од тоа европско семејство. Каков кредибилитет има во моментот новиот лидер на Социјалдемократскиот сојуз, а и генерално партијата СДСМ откако изгуби на последните парламентарни и претседателски своевидно фиаско доживеавте? Досега најмал број на освоени пратеници. Видете, ние во Социјалдемократскиот сојуз на Македонија сме свесни дека ја плативме цената околу некои процеси кои што се одвива во државата. Кредибилитетот го црпиме од таму, од одговорноста која што имаме према државата и одговорноста која што сметаме дека мораме да имаме како сериозна политичка партија и сериозно мораме да учествуваме во процесите кои што ќе одедат Македонија таму каде што е местото, а целта на крај е подобар живот за сите граѓани. Од тие причини сметаме дека е одговорно и дека е државнички да понудиме одредени решенија и цврсто да стоиме позади тие решенија, без разлика при тоа каква политичка сцена ќе плати, дали претседателот на партијата или ние како ново раководство, да речем. Дали по средбата на вашиот лидер со премиерот Мицковски понуда за соработка, значи субституирање на евентуалната одговорност на носителите на власта и пред се тука на претседателот на владата Мицковски? Видете, средбата произлезе како јасен сигнал од граѓанството. Граѓаните сакаа јасно да ги видат, да очекуваат сериозни реформи во сите сегменти на државата. После трагедијата во Кочани се отвори, нажалост, тоа беше една од причините за која што се отвори една сериозна тема на нефункционалниот систем и лидерската средба која што ја побара претседателот Филипче беше резултат на тоа, беше резултат на слушање на гласот на граѓаните дека треба да се седне на иста маса и да се постават одредени цели по кои што одреден правец во кој што ќе се движи државата. Тоа се во одреден момент реформи, во одреден момент болни резови кои што треба да ги направиме, но сите сме свесни дека тоа мораме да го направиме се со цел системот да профункционира, односно сите тие аномалии кои што во изминатите години сме сведоци дека како држава ги имаме, кои што секојдневно се соочуваме со системски проблеми, да профункционира. И тука не станува апсолутно никако збор ниту за некое политичко пазарење, ниту за било што кое што е во тој правец, бидејќи јасните сигнали и на нас како партија се дека бараме тотално неселективна правда, дека бараме тотално отварање на сите случаи кои што се во изминатиот период случаи и кои што се во интерес на јавноста. Зарем требаше ваква национална катастрофа, трагедија да ни се случи во Кочани за власта и опозицијата да седнат на иста маса и да констатирате дека е нефункционален системот? А во принцип и двете партии, најголеми, и СДСМ и ВМРО-ДПМН делат дел од одговорноста и вината за ова што се случи во Кочани. Како што истакнав, навистина ми е многу жал што мораше се случи една ваква трагедија за да
се свестиме дека како општество мораме да почнеме да ги менуваме работите и мораме да работиме на креирање на сериозен систем за сите идни генерации, да спречиме било каков тип на вакви настани и системот можеме да го креираме само доколку имаме искрени и честни намери. Што значи тоа системски решение? Дали не смета дека всушност како власт, бевте 7 години власт, ја прокоцкавте шансата да се соочите со справување со сите оние кои работат спротивно на законот? Видете, лидерската средба беше производ на одредени барања на граѓаните. Во тој дел сметам дека навистина е потребно да подвлечеме на црти, да почнеме навистина да применуваме одредени решенија, бидејќи СДСМ резултатот кој што го доби на последните избори е производ на некакво работење или неработење, но сега навистина овој момент е момент во кој што треба сите да се обединиме, во кој што навистина треба да понудиме решенија кои што ќе бидат без партиски препукувања, дневни решенија кои што навистина ќе донесат бенефит. Какви решенија би понудиле? Кои се тие решенија што вие сметате дека треба да би допринеле во враќање на довербата во системот? Видете како производ од лидерската средба излегоа одредени заклучоци и одредени заеднички формирање на заеднички комисии кои што ќе доведат пред се до реформи во правосудството и реформи во судскиот систем, но вистински реформи, не реформи кои што ќе бидат од денес утре, не реформи кои што ќе сменат едни со другија, при тоа ништо суштински нема да се смени. Така да навистина мислам дека и во делот на реформската агенда, и во делот на сите тие, на тој сеопфатен пакет на реформи треба да учествуваме и треба да бидеме заеднички креатор во истите. Какви реформи се потребни во македонското правосудство? До вчера зборувавте за така наречено Сваровски судство. Потоа се појави Кацарска судство. Видете, дефинитивно мора да престане мешањето на извршната власт во судската. И тоа јас тука ја гледам сршта и тука го гледам клучот на проблемот. Треба да ги одвоиме едната од другата власт за да може да профункционира системот. Дали сметате дека судскиот совет и советот на јавни обвинители треба да се распушти? Во овој момент сметам дека се што е донесено и се што ќе произлезе како решение од експертските групи треба да се презентира во јавност, да се слушне мислењето и да се постапи на тој начин. Дали диалогот Филипче-Мицковски е продолжение на тајните средби на поранешниот премиер и лидер на СДСМ Зоран Заев со Мицковски, а и во насока на маргинализација на дуи како што денево изјави и еден од потпредседателите на интегративците? Видете, на почетокот првиот повик за лидерска средба, председателот Филипче, ние како партија го упативме кон сите лидери на парламентарните партии, вклучувајќи ги и партиите од Албанскиот блок, вклучувајќи го и ДУИ. И веднаш после средбата, во првиот момент, повикот беше во правец на тоа дека следната средба треба да биде средба на сите лидери на парламентарните партии. Апсолутно немам дилема и немам одговорно тврдам дека не постои никакво пазарење, бидејќи во континуитет и после случајот со трагедијата во Кочани повикуваме и на неселективна правда и немаме никаков проблем сите случаи за кои што има интерес јавноста да се отворат и за сите случаи да се разговара. Така да одговорно ви тврдам дека нема никакво политичко пазарење во рамки на лидерската средба. Зошто нема лидерска средба меѓу сите партии? Како што можете видите и како што напоменав, ние повикавме на средба. Одреден дел на политичките лидери ја одбија таа средба во првата фаза. Произлезе средбата помеѓу премиерот Мицковски и председателот Филипче, но пак ја кажам веднаш после средбата председателот Филипче повика и на нова лидерска средба во која што ќе бидат присутни доколку прифатат, нели, и сите други лидери на парламентарните партии. Господин Димитриевич, како дел од новото раководство на Социјалдемократскиот сојуз, дали сте направили анализа околу претходната влада Ковачевски-Ахмети? Долго време се зборуваше во јавноста дека всушност тогашниот премиер и лидер на СДСМ Ковачевски е во заробеништво од Али Ахмети, дека всушност вие ја плаќате цената на помалку арогантното владење на интегративците.
Видете, во СДСМ после изборниот пораз и ние како ново раководство направивме една сеопфатна анализа околу тоа што биле причини кои што донеле до резултатот кој што го освоивме. Една од причините увидовме и дека е односот на коалиционите партнери во владата и затоа сме свесни. Свесни сме дека во еден дел од владењето на СДСМ имавме непринципиелна коалиција со ДУИ и ја плативме цената за тоа на избори. И една од комплексни се причините за изборниот резултат, но една од причините кои што ги имаме нотирано за изборниот резултат е и токму таа непринципиелна коалиција со ДУИ за која што вие говорите. Македонија е во деликатна ситуација. Кон кого да се стремиме? Кон Вашингтон или кон Брисел? Во ова време кога американскиот председател Доналд Трамп води една помалку непредвидлива политика. Те високи царини, те застој на царините. Те отварање кон Брисел е подготвено за разговор, те го држи на стендбај, ги држи на стендбај европските партнери. Видите, македонските граѓани очекуваат тие фамозни посети на премиерот и на цела влада во Америка, очекуваат едни резултати. И тогаш кога како опозиција говоревме дека сакаме да ни кажат што договарале, со кого разговарале и какви се придобивките на македонските граѓани тие средби, не добивме никаков одговор ниту од премиерот Мицковски, ниту од партијата ВМРО ДПМН. И сега, после одредено време, гледаме дека уствари никаков резултат од тие средби немаат македонските граѓани, никакви придобивки, тоа што и во граѓаните и меѓу народот се збореше дека се отидени туристички да прошетат и да направат одредени средби, излезе на виделина дека е така апсолутно. Ние како држава и СДСМ како партија знае кои се стратешките, дека Америка е стратешки партнер на Македонија и многу ни е битна и многу ни е важна соработката на тоа поле. Дел од семејството треба да бидеме на Европската унија, така да во тој дел ставовите се јасни, немаме дилема. Како да се урамнотежи политиката кон ЕУ и кон Вашингтон во вакви околности? Кога гледаме дека има диаметрално спротивни ставови помеѓу САД и Брисел. Видете, ние треба да почнеме да си ги решаваме проблемите дома. Тоа што го зборувавме на почетокот, тоа е дека ние треба да почнеме да ги правиме одредени реформи дома, народски кажано да си го исчистиме сопствениот двор, да почнеме да го менуваме нашиот систем тука и подоцна, нели, со сите активности кои што ги правиме да бидеме дел од тоа едно големо европско семејство каде што на македонските граѓани ќе им се отворат сериозни можности. Следуваат локални избори, многу често може да се слушне од Социјалдемократскиот сојуз дека партијата веќе се консолидира после изборниот пораз. Подготвени сте за локални избори? Апсолутно. Во целиот изминат период правиме широки консултации со членството и онаа флоскула која што честопати во минатото ја употребувавме дека СДСМ ја научила грешката, сега ја пременуваме на дело. СДСМ почнува интензивни подготовки за локалните избори. Пред се веќе сме започнати со програмскиот дел кој што ќе се однесува на локалните избори. Прибираме одредени предлози од членството, од симпатизерите, од граѓаните кои што треба да бидат вметнати во програмата и СДСМ ќе излезе со најдобрата и програма и персонални решенија на наредните локални избори. Ние покажавме во целиот изминат период дека СДСМ е консолидирана партија и по хоризонтала и по вертикала сите органи на партијата се избрани. Кога велите дека партијата е консолидирана, кои се адутите на партијата за град Скопје, за општина Центар, за Карпош, за Струмица, за Битола? Видете, она што можам сега да ви го кажам е дека правиме сериозни анализи, сериозни анкети на сите потенцијални имиња. Ќе го избереме најдобриот кандидат секаде и ќе имаме најдобрата програмска понуда. Нема да дозволиме, еве го спомнавте град Скопје, нема да дозволиме повторно на град Скопје да му се случи цунами како што му се случува во изминатите 3,5 години, каде што градоначалничката од ВМРО ДПМН пред само 3 години сите челници на ВМРО ДПМН не убедуваа дека е најдобрата менаџерка, дека е најдоброто за градот, а подоцна се испостави дека градот ден денес еве сега да излеземе на улица ево никогаш полоша состојба, иако ВМРО ДПМН го има мнозинството во Совет, иако они идеа со градоначалничката од врата на врата и нудеа решенија за градот, таа
фамозна програма за модерно Скопје, ништо не е реализирано, така да во овој момент правиме опсежни анализи. Секаде каде што имаме веќе чиста ситуација, час поскоро и ќе излеземе со решенија пред граѓаните и во делот на програмата, но и во делот на персоналните решенија. Можам да кажам дека и покрај сите притисоци кои што ги има, ги врши централната власт врз општините кои што имаат градоначалникот СДСМ, се покажува на дело дека општините кои што се раководени од градоначалници на СДСМ во изминатиот период имаат најголема реализација и на капитални проекти, но и најголема реализација и на решавање на сите други проблеми со кои што Димитриевич, се соочуваат. со какви притисоци се соочуваат вашите градоначалници од страна на извршната власт? Па видете, еве примерот актуелен беше пред некое време со Струмица, сега со Крива Паланка, значи секаде каде што има градоначалници од СДСМ, никаква поддршка и никаква помош нема од централната власт и напротив, само притисоци и само уцени кон тие општини. Дали, например, Герасимовски, кој е актуелен градоначалник на Центар, дали Костадинов, кој е актуелен градоначалник на Струмица, ќе бидат повторно кандидати на СДСМ? Можам само да ви кажам дека тоа се луѓе кои што имаат реализирано огромен дел од својата програма. Верувам дека до крајот на мандатот ќе реализираат све што ветиле пред граѓаните. Во оваа фаза, ќе ви напоменам повторно, сме во фаза на истражување на јавното мислење, сме во фаза на обработка на податоците кои што ни стигаат и секаде, вклучително и тие општини, ќе го избереме најдобриот кандидат. Каде се довчерашните високи функционери партиски на СДСМ? Дел од нив силно ве критикува дека ова не може да ја препознаат социјалдемократската, не може да го препознаат социјалдемократскиот сојуз, овој социјалдемократски сојуз. Видете, јас сум човек кој што е израснат во социјалдемократскиот сојуз и ги имам поминато сите скалила во партијата и мене од младинец ме учеле дека сите луѓе кои што некогаш се вградиле во политиките на СДСМ и сите луѓе кои што допринеле да функционира и СДСМ и кои што допринеле во ресорите кои што ги воделе, независно дали тоа биле градоначалници, дали воделе министерства, треба да ги почитуваме и да го користиме нивното искуство. Сите тие луѓе кои што се добронамерни, кои што сакаат да допринесат во работата на СДСМ, бидејќи не постои ново и старо СДСМ. Може да ми издвоите неколку имиња од старата гарнитура? Не би сакал да лицитирам со имиња во моментов, но верувајте дека сите кои што сакаат да допринесат во партијата, вратите се отворени, со сите сме во контакт кои што имаат искрени намери и сите тие се луѓе кои што вложиле сериозен потенцијал и вложиле сериозно време во социјалдемократскиот сојуз и во политиките и врз основа на тоа со сите тие и така и СДСМ и раководството и сите ние се однесуваме. Ќе ве навратам повторно на темата која отворивме на почетокот ова интервју. Уставни промени. Власта вели нема кредибилитет Венко Филипче да бара уставни промени. Нашиот став околу уставните промени е јасен. Ние очекуваме да видиме што власта, која што свои 58 пратеници на реториката дека ќе обезбеди подобра преговарачка рамка, дека ќе обезбеди подобри услови во однос на сите тие договори од минатото, очекуваме да ни понудат одредено решение. Ние во неколку наврати во изминатите месеци и повикавме доколку се уште не се спремни тоа решение јавно да го кажат, да направат затворена собраниска седница каде што ќе соопштат, каде што ќе кажат во кој правец оди државата, каде што ќе не ги кажат идеите кои што ги имаат тие околу тоа како ние ќе стигнеме до местото каде што ни припаѓа, односно како Македонија ќе внесеме во тоа европско семејство. Гледаме во целиот изминат период дека нема никакво придвижување во тој правец и не само што нема придвижување, туку имам чувство и граѓаните имаат чувство дека влеговме во една слепа улица од која што во моментов не гледаме излез и не гледаме како ќе ги придвижиме работите. Мислите ли дека до локалните избори може да се стави акцент на евроинтеграциите? Во ситуација кога имаме турбулентна светска политичка сцена. Сметам дека е клучно да го одржиме патот и сметам дека е клучно да не застраниме, односно да не навлегуваме подлабоко во таа криза. Сметам дека се потребни решенија.
Сметам дека час поскоро владата треба да понуди и премиерот Мицковски одредени решенија на оваа тема, бидејќи не така одамна ветуваше пред граѓаните дека ќе обезбеди подобра преговарачка рамка, дека сето тоа што го правило СДСМ тогаш е погрешно и дека ќе идеме на некоја забрзана патека кон евроинтеграциите. Дали ја пропуштивте шансата да ги гоните крупните риби? Сметам дека не. Мислам дека не знам што подразбирате под гонење на крупните риби, но во целото владение на СДСМ видовме една неселективност, видовме дека важеше законот подеднакво и за функционери на СДСМ, и за генерални секретари на влада, и за ред други функционери, и таму, за разлика од тоа што го гледаме денес, немаше никаква селективност во однос на правдата. Ако немало селективност, сигурност оценката за довербата во судството немало да биде само 2%? Видете, како што напоменав, потребни се системски решенија и потребно чувството е дека навистина имаме проблем во тој дел и токму од тие причини и на таа лидерска средба и на сите цело време повикуваме на сериозни реформи, не на реформи кои што ќе бидат од денес утре, на сериозни реформи во целата фела. На неколку наврати споменувате лидерска средба да се изградат заеднички позиции, став за стратешките интереси. Сметате ли дека низ диалог, низ директни разговори може да произлезат конкретни резултати во насока на подобрување на состојбата на државата во услови кога СДСМ и ВМРО-ДПМН, двете најголеми предсе партии, се на диаметрално спротивставени позиции и во ситуација кога премиерот, па и најголемата владеачка гарнитура ви порачува дека вие немате кредибилитет. Видете, сето тоа што се случува и сите тие, ако го слушаме гласот на граѓаните, на тоа што граѓаните бараат системски промени, граѓаните бараат целото тоа што во одреден период не чинело да го промениме. Дефинитивно треба да ги исцрпиме сите демократски механизми преку диалог, преку експертски групи, за да ги подобриме состојбите во овие области. Експертски групи, закажане средба на експерти, распоредени се експертските тимови? Понудивме одредени решенија, очекуваме да видиме кои ќе бидат следните чекори за тие експертски групи да можат да сето тоа што се разговараше да почнат да нудат решенија. По трагедијата во Кочани се отвори дилемата која провејува во јавноста, во политичките кругови, во која меѓу другото се спомнува дека можно е со локалните да има и предвремени парламентарни избори. Би учествувале на двојни избори? СДСМ како партија е спремна и јас како генерален секретар на СДСМ можам да кажам дека сме структурирани во сите општински организации, дека имаме поставена структурата, сите општински организации ни се структурирани, веќе луѓето кои што се во општинските организации се на терен и се во постојана комуникација со граѓаните и СДСМ е партија која што е спремна за избори кога и да дојдат. Благодарам за гостувањето и за интервјуто. Благодарам и на вас. Александар Димитриевиќ, генерален секретар на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Тука е крајот на ова издание на ТВ магазинот Трилинг. Довидување до идниот петок во исто време.